Почитувани гледачи на Македонската радио телевизија, и овој пат топло ќе ве поздравам од нашето студио и секако ќе најавам уште една животна приказна. Велат ако уживате во животот додека го трошите времето, тогаш не е залудно ништо и не е изгубено и не е потрошено. Овој пат ќе кажам дека јас навистина своето време не го трошам залудно, а истото го мислам и за вас, бидејќи во негово друштво е навистина уживање. За кого станува збор и кој е мојот денешен соговорник ќе слушнете од кратката најава, веднаш потоа се враќаме назад во студио. Повеќе од 20 години неговиот глас е дел од секојдневието на илјадници слушатели. Со својот препознатлив стил и харизма се вбројува меѓу најпознатите радиоводители кај нас. Роден и израснат во Скопје, а целиот живот го посветува на медиумите. Вечерва во животна приказна ќе ја слушнеме неговата приказна. Дами и господа, Виктор Петров Викса. И од овој момент не сум сама веќе во студиото и ќе кажам топло добре дојде и за Виктор Петров Викса. Викса, знаеш колку сум среќна што си дел од животна приказна? А како ми е тек мене? Како ти е тек тебе, можам да замислам. Здраво, живо и баш ми е кеф, добро ти изгледа просторов, екипава и не сум те видела одамна, фака добро ми доаѓа на бранови. Мада ова на телевизија обично не се верува и се викаат, не бе, сигурно се виделе и при тоа, кеф ми е дека те гледам вака прв пат. Исто, за да не паднеш повели седни. Се шегувам, Викса. Што е со паѓањето, не го сватив ова, али добро. Не го свати. Сакаш као ниво или како? Затоа што вака се воодушеви толку дека не сме видел одамна и заради тоа. Дај ми 2 секунди. Да се смириш, написа вода. Дај сабтајтл, тука пуштате ова подтекст. Гостинот се осеќа добро, се акомодира на ситуацијата. Одамна не сум бил гостин исто, да ти кажам, вака. Ете, навистина ми е привилегија, бидејќи си дел од твојата животна приказна, на која многумина и не има можеби јасно, но сега ќе разјасниме на почеток како си Викса, тоа ми е омилено прашање од срце, вистински како си. Со цел ризик на прашањава, пошто Со цел ризик, да, на моја одговорност. Океј. Вака без осигурување, да ти кажам, како да не сме на телевизија. Као да го правиме муабетов негде кај што не гледа никој, пошто имам некој концепт, ги правам ситуација, многу сум добар. Односно многу се радувам дека секој ден откривам некои нови работи што сум мислел дека ги знам и сега сум у фаза на акумулирање на веќе собрани знаења кои, знаеш, која знаеш играта, поинаку ја играш откако како прв пат кога ја без упат своја читаш. Така некако после корона сум во овој вајб. Мислам 20 како 2020 како референца некоја на збиднување. Одличен сум, фала ти за прашањево. И исто изгледаш, морам да ти кажам, како и пред 20 години буквално. Фала искрено. Од внатре забележувам некои промени на вака, на ти викам поголем е протокот на кеф. Иначе истите работи ме воодушевуваат. Значи се потврдува тезата, човекот учи додека е жив. Човекот учи додека е жив и учи како да му биде интересно исто. Мислам, ја за мојата животна приказна зборувам, дури малце ме уплаши. Насловот го знам, ама не сум го чул вака од оваа страна на камерите, кога тука дури си... ти не си свесен за својата приказна, која ја возиш еве веќе 53 или 4 години. Јас сега во Јуник имам 54, Иначе од 70 се возиме на иста планета, во иста димензија, сме биле мали. Сме еволуирале. Сме биле мали и сме мислеле дека сме многу големи. Например, ја кога бев мал, цело време си мислев дека некако као... И сакаше да бидеш голем, нели? Сакав да бидам голем. Какво дете беше Викса на 7, 10, 12 години пред пубертет? До 7 бев бушаво дете малце подебелко и ме нервираше дека купуваме панталони во некои сектори кои што имаше поголеми броеви, да. Сум се нервирал. Па нормално за се носи следната година, да. нели? Рационално. Исто така, да. Сум растел во 80-ти кога се купуваа патики за ова и евентуално идната сезона. Математички кажано. Сето тоа е добро, знаеш како останува, треба онака да им упатам некоја порака на оние кои растат или да не го прават тоа. Растат во физички или во тој другиот
големиот смисол на растење, да не го прават тоа кога го прават пошто другите го прават. Да го прават само кога сами ќе осетат и кога нив им се расте. И ова е истата логика со гушкање. Например, со деца кога се гушкаш, некако како големи треба да имаме обврска да ги гушкаме колку што детето сака да се гушка, а не Да ти бидеме да го пуштиш. нападни. Во принцип ги слушаме оние кои се поблиску до, да речеме, до вистината, мада не знам како да ја поставиме, ама еве, вистинското чувство без оптеретување. Без Буквално што така. сака да каже. Да. Песталоци е местото кое ги имаш најбавите спомени од детството, нели? И има една приказна Песталоци учев. многу интересна која јас делумно сум ја заборавила и би сакала да ја споделиш повторно. Песталоци и капијата пред да се влезе во училишниот двор. Во училишниот двор има две песталоци, е исто малско школо и во секоја мало има две порти. Таа што ти е поблиску до дома е секојаш таа од кај што доаѓаш, а си одиш низ другава. Ако ми зборуваш за Марфи е комшија куче кое што на пример сака да лае непотребно, односно има кучиња кои лаат со потреба, и има кучиња кои како да прават муабет обратно, значи кога треба не лае, кога не треба лае, а кога треба не лае. Да. Во принцип, ја најверојатно сум ти споделил приказна, мене ми текна сега на едно куче кое упорно ги лаеше сите што ќе влезат да играат флипери во Скопје. Тоа е геймотека, тоа е во денешно време, тоа вие те види кучево, дека покрај вратава поминуваш, а ти гледаш во мобилниот, пошто тоа е отприлика аналогија, ужасно те лае. Кога ќе се свртиш на кај него, прекинува као да ти е најбољи другар и кога си одсетен, лае. Нас не лаеше кучево и мене, веројатно сум ти кажал приказна за спасување на брат ми, сум спасил други луѓе, па други луѓе ме спасувале мене, ама таа некоја игра детска која што била подпишана во 80-тите, видиш, овој јас сум го заборел и секоја чест сме го снимале, веројатно сме го правеле муабетов. Добро сме си поминале и давам предност на приказните кои даваат добро чувство, кои не ги повредуваат тие околу што ги слушаат, а влечат некоја поука. На кого карактерно повеќе потсетуваш на твојата мајка или татко? Или кој беше поголем авторитет во семејството за тебе? Татко ми го испративме пред некоја година во следнава енергетска димензија. Со мајка ми се уште споделувам. Види, веројатно луѓето направиле, им пружам рака. Јас ако смеам да се искоментирам себе, надвор од себе, сум имал некои ствари што сум ги сакал, некои ствари што сум ги сакал, не сум ги имал, ама отпосле го сваќаш контекстот зашто не си ги имал. Ми дозволувале, не сум рекол никогаш фала, дека ми дозволувале мојата... Сега е прилика да се заблагодариш на твојата мајка, ми дојде. За тоа што направила еден добар човек пред се. Ми се свига дека, ако не сум осетил, ми се свига дека направила, имам и брат, имаме слични перформанси за некои ствари, за некои тотално различни. Што ќе рече, не е секогаш биологија, не е секогаш што ќе ти даде мајката или таткото ти. Исто е како ти го доживуваш и како е тоа спакувано. Нели, мајка што го сака повеќе едното или второ, не зборам за... Само зборам за тоа што они го правеле ненаметливо, а направиле се што можеле. Секоја мајка и татко, мислам дека го прават најдоброто што можат да го направат. Јас сум имал среќа и сега на мајка ми, пошто во последниве 10 години дури разговараме како пријатели, не знам, како надвор од биолошката поставеност на дека ми е мајка. Тоа може да се случува на сите поизвестни години, али ја не сум замислувал дека ќе правам муабет за Матрикс, за некои ствари. Вистински енергетски работи кои немаш да ги побиеш, а некако изгледаат интересно кога се разменуваат. Накратко, разменувам енергија која не ме троши. И тоа ми е хит. Например, во емисијава сум гостин, бидејќи не треба да исполнувам очекувања. Многу е тешко кога исполнуваш очекувања и кога мора да ги исполниш. Некогаш треба, го правиш за пари, за
Тоа ти е наметнато. насока во кариера. Да. Па не ти е баш наметнато, тебе никој не те силува, ама Не те некои силува, ствари меѓутоа знаеш. ги правиш повеќе добро од некој само добро. И тука сум имал среќа да личам на татко ми, вака визуелно, или он личи на мене, не знам како го гледаш, како го гледам ово. А има некоја логика која ја практикувам од девојка му или мајка ми. Едноставна. Или ти се прави, или не ти се прави. Или го приметуваш, или ти е гајле, не го приметуваш и си бркаш работа, правиш нешто друго. Беа строги родители? Татко ми се правеше строга, мајка ми беше стварно строга. Ама, ова ти го кажувам, исто сум ги плаќал казните и на двете места, ама ми објаснуваа ствари. Не оставале да не ми биде јасно зашто се строги. Дури мене интересни ми биле муабетите откако ќе помине казната, као, не знам, соба, чистење, недела дена, точак, нешто такво. Ова холивудски го раскажувам, во наши символи беа други ситуации, например, казна било да немаш да свртиш телефон 5 сати, затоа што е еден телефон у Да, и го куќава вртиш од соба и да, у и соба. има предност некој друг, не знам, ќе си прават они. Така, ми било интересно. Искрено, Убаво детство генерално, така? убаво детство со сите варијанти, секој има некоја приказна која го прави баш тоа што е. Например, они имале тешка задача, на почеток јас сум бил детето што било малце проблематично со здравје, ама они го возеле тој филмот кај што детето ти е некако недобро и не знаеш што ќе се случи. И тоа била тешка. Конкретно зашто? Нивна- Што бил проблем? Конкретно, јас овој муабет го имам кажано во 90-ти, мада публиката се Се менува, а правилата не се менуваат. Например, сите сакаме да ни е добро, да ни биде интересно. Сега веќе не сакам, порано сакав и да не плаќам многу за тоа што можам да го купам. Сега сакам многу да плаќам. Во принцип, јас сум имал моја приказна која што ме направила ова што сум. Имав некој вид на детство кое што беше поврзано со болници, со здравје, со корекции, со некои помагала денес што се здраво за готово, онака пейсмейкерски кажано. Јас сум ги живеел како мал, како опција која не била постоечка, па ја измислиле, па се споиле коцкиве и некако детството ми е скокнато, директно памтам од прво оделение, а све што памтам од пред тоа ми е надвор од нешто што би можел да го дискутирам со било кое дете. И тоа ми дае многу простор за фантазирање, за не сакајки сум се научил да фантазирам како отприлика изгледа светот надвор, пошто кога некој не те пушта негде, многу е лошо. Ако се тепате, ти ќе не е проблем, ти ќе најдеш начин нешто на тоа ниво. Ама ако е малце повисоко нивото дека не смееш да искачаш или не можеш да направиш тоа што ќе го замислиш, многу блиску доаѓаш до слобода и многу, ја ова сега го дефинирам, иначе како мал не сум го не знаел. Ама вечно ми остана една приказна која што вика дека ништо не завршува тука и сега и може да биде и поинаку, ама ова вака многу едноставно изгледа, многу едноставно изгледа. Ама стварно читав многу стрипови, многу музика слушав во можноста која имало во тој момент. Првата девојка. Сеќаваш? Се сеќавам на првата девојка, се сеќавам и дека беше попладне или приквечер и дека беше петок. И каква беше? Не ми текнува, пошто се познаваме и во денешни услови. Имам морф изменета слика за неа, бидејќи ја знам во текна. Вака во котлинава, го викам Скопје, бидејќи котлински кажано, живееме во исти географски услови. Ми текнува дека ми беше многу битно да не се избламирам некако како ќе се бациме, не знам што како ќе направиме и сето тоа ми пропадна и ништо од тоа што планирав не се случи. Не излезе. Да. Сега вака на големо, пошто и сега имам девојка.
и можам да ти ја направам разликата од тогаш и сега. Во Нема моментов. разлика. Нема разлика, Да, неверојатно. И нема врска со години, нема врска ни со систем како доживееш. Има врска дали сакаш да биде така и дали сакаш да прифатиш од живењево тоа што е твое. Ја не сум упорен, не одбивам убави работи, ама одбивам некои ствари што не ми одат баш од прва, ги пробувам уште еднаш и ако И се нешто откажуваш. не им се инатам, откако престанав да се инатам, тоа е веројатно и сам со себе, кога викаш не бе, ова го правам, значи не се збунуваме. Упорен сум, ама гледам да е забавно. Ако не ми е забавно, тогаш безцелно е да си упорен, бидејќи не е забавно. Апсолутно. Така некако и го живееш целиот живот, плански да ти биде убаво. И не случајно... Така како да знаеш, Да. нели како да знаеш, И- вака како да знаеме дека што ќе правиме муабет. И не случајно во најавата кажав дека не е залудно потрошено времето ако го трошиш на тоа што ти го правиш, тоа што што ти го е интересно живееш. да го правиш. Апсолутно. Тоа некако е навистина синоним за тебе. И фала ти, баш луѓето убаво некако ме гледаш. да, луѓето некако кога ќе се спомне Викса имаат насмевка. Очекуваат од Викса да ги смее, Ме очекуваат од Викса. добацуваат, обично ми добацуваат и дека да го правам тоа што го правам. Такви 3-4 комплименти добив последниве 6-7 месеци. Не ги запишувам, ама Али ставам фино се звездички. носиш со нив, да. Многу добро си поминувам и во бањарка, и во пижами, и во кошула, и на радио. Тука веќе нема изведба, бидејќи таму ептен се осеќам свој, дури до степен да понекогаш не се кријам, како се вика тоа, кога ти се игра без да е битен резултатот, кога ти се игра кошарка. Само- Да, уствари нема погрешни стратегии, има погрешни идеи. Да, бидејќи така те заживува, таков си како човек, но не е Викса секогаш сигурно таков и кога ќе биде во 4 зида и кога е сам со себе. Не. Имаш сигурно тажни моменти, те спомена дека е загубата на твојот татко. Имаш еден брак позади себе кој е една љубов од младите години, ета така слободно да кажам. Некако сето тоа го носиш на цврсти нозе. Како знаеш да се избориш со сето тоа? Респект за прашањево, нека оди успорено, ова ми се свига. Знаеш како? Ајде, јас сега те слушам, а ти повели. Не се бориш, уствари си бркаш работа и гледаш да види, не може так, мислам, да не бидам премногу широк. Јас ова што го дефинирам сега е врз база на некое мое расположение и гледање. И сите имаме символика со која се разбираме. Ова на почеток што ти го спомнав со личната победа над лошата здравствена состојба, ми правило приказна дека јас ако можам тоа да го победам, како може да не победам некоја неплатена сметка што дошло и ќе ми го растури денот. Не знам, или Не дозволуваш да ти го расипе денот. па вака како смешка го кажувам, бидејќи некои ствари многу сериозно јас сум ги доживеал многу сериозно. Најбитните нешта знаеш од внатре кога ги правиш дека се вистински. И за среќа имам искуство, например, може да се гледаме од позиција на разведен шизик, може да се гледаме од позиција на не разведен, туку човек, сите поминуваме, кога е во 90-тите сите имаа фирма и имаа камион и шлепуваат цигари, па нафта, па не знам, правеа згради, па не знам, некако има некоја шема што као ја следиш. Ако малце дозволиш да излезеш од шемата, ова не знам како се случи, ова едно утро станав и ми стана јасно дека колку повеќе не се правам ја, толку повеќе некако сум стварно ја. Не знам како да го раскажам, ама колку понекога сум се правил силом смешен. И многу троши, многу е тешко кога треба да те прочитам, да видам што тебе ти е смешно, па да ти кажам, тоа постои у вицови варијанта, ама јас имам смисла за хумор која живеам. И сега тоа ако го постоиш, секој има свој смисла за хумор, само дали ја како ќе палиш ја свати. апликацијава, WhatsApp, добро, некој да, некој не, нешто, не знам, Messenger, некој да, некој не. Јас сум убеден дека е фантастично, забавно и дека некои ствари, некои работи, некои доживувања ги
сваќаме премногу сериозно, дури како големи деца, како срамота е колку се занесуваме. И го знам моментот дека тоа што сакам да го правам, го победувам, па што сака нека биде. Мислам, го победувам како чувство, го правам во моментот тоа што го сакам, и веднаш ја добивам наградата, не ја правам за награда, не знам како се вика, тоа се вика безусловно уживање. Да, и го надминуваш она што вистински, да, ама некогаш сум го правил со математика и многу е тешко. Кога ќе речеш, ја денес ќе бидам добар, врска нема. Да, денеска сум расположен. Денес сум расположен. Не, јас сум расположен и кога не сум расположен. Вистински ти кажувам дека најтажните моменти во стриповска варијанта ми се фантастични мали кратки цртани филмови кои исто така се тажни, физиолошки, солзи, не знам како, но не одиш до некоја реална духовита смисла на постоење. Духовита може да биде смешна, а може да биде и весела, може да биде и радосна. На овие неколку поими ептен трошам време, бидејќи мислам дека никој не учи како да сме весели. Тоа не е дека ти лажеш као тажен си, па сега како си кога ќе ме прашаш, јас се смеам. Ќе глумиме сега, да. Не, тоа е комерцијализмот. Тој е вметнат во маркетинг, тоа не збунува, пошто луѓето што ги сретнуваме на каса, во месара, не знам како, они имаат програма за смешкање, ама тоа е конзумерскиот див. Па тоа им е наметнато, да. Мора така да биде. Не мора, ама најлесно е да биде. Инаку за ова збориме, дека не мора да го правиш тоа што го прават сите, ама најлесно е да го правиш тоа што го прават сите, додека не ти текне што да правиш. Може така. Не постои човек без талент. Не постои човек без убаво, например, сите сакаме убаво. Без разлика која политичка партија си, тебе ти се свиѓа да ти е добро. Сите сакаме да бидеме вистинити. Нема врска и кинес, и африканец, и СДС-овец, и ВМРО-овец, сакаат да имаат вистината и стварно се тресат. И сакаат да им биде вистинито убаво и да ставиме уште една компонента, нека биде забавно. Не, тоа е убаво. Рековме, во сектор убаво ти е забава, убаво ми е дури кога плачам со тебе. Замисли, како поетски можеш да го гледаш. Убаво ми е кавгава со дечко ми, бидејќи не раскинавме, некако повредата не е толку голема, а ова утре што ќе порасне, па ќе биде дека не сме се откажале на прва, да речеме. За контекстот на тој коментаторот што го збори тоа е многу битен. И он колку сака да ти го даде твојот сок. Секој има сок. Ние цело време се трчаме по некои општи газирани пијачки, кои се фантастични, и за секој си има фиоче ниво и што му треба. Ја некогаш пијам газиран сок, некогаш сакам вода, а некогаш не пијам ништо и се осеќам као да сум испил се. И се е до главата, нели? Повеќето е до главата. Повеќето, да. Како? Не, главата е репетитор, вака, до срцето е, а главата го потврдува тоа што срцето сака да го осети. Така го гледам ја. Да, како беше мозокот е господар и ни дава мозоков ти е миксета. Секој седи на миксетата и која камера ја уклучува. Истата миксета е, друг тим ќе дојде, дечки кои што сега ние имаме многу монитори, таму истото тоа истата миксета со други луѓе работи поинаку, на друга тема работи поинаку. Битно е многу е просто, да. Не сум многу едноставен, многу едноставно, да. И плюс овој разговор што јас и ти го правиме, треба да им прави друштво на луѓето кои ги имаат сличните, не слични, туку ги имаат искусено работиве што ги зборуваме. Ова не се учи. Не можеме да не дадеме насока дека само треба да укинеш ти шо е распоред за утре и мора да се помине, мора да се доживее, да. Како да се биде во мир со тоа доживувањето, какво и да е. Апсолутно. Какво искуство е за тебе бракот, бидејќи еве години помина, или можеби повеќе од 10? Не сме се виделе одамна за тоа. Да, и не мора повторно да бидеш во брак, меѓутоа еве какво искуство е за тебе? Би бил повторно во брак? Секој брак е
фантастично искуство и ова го зборувам и во име на луѓе што ги познавам и решиле да затворат некоја брачна приказна. Оти, ова е битно кога го разговараме и сега ќе го разговарам од мојот агол на доживување и гледање на тоа што го викаме ние реалност. Откако, например, имав проблем со мојата сопруга да разговарам на начин на кој разговарам кога бев во брак и откако не сум во брак. Но тоа вака, ако го гледаме сега со далинско пуканки и вечер, е контекст на време. Во принцип, не се откажувам од луѓе за безврска. А бракот ми изгледаше како нешто кај што мене ме интересира ватерполот, тебе те интересира уметничко лизгање. Двете се вода, ама не се иста агрегатна состојба. Во смисла на спорт, јас сум бил во брак и сум имал фантастични искуства од бракот, толку добри што договорно заврши како поглавје, бидејќи решивме да се развиваме во различни насоки, а на иста тема. Двајцата сакаме природа. Во принцип, сега сите луѓе околу мене имаат посебен однос со природата и имаат некој начин, гледам групава која сретнувам секој ден и на која сум ми достапен емотивно ако и требам и они ми се достапни ако мене ми требаат. Тоа е Тимов на утринска што работам со него како колеги и френдови после работа. Во моментов имам девојка со која го разменувам целото ова што ти го кажувам дека сум го научил. Оти ти не си ме видела одамна и браков ни е застанат како позиција на тоа што ти сакаш да го раскажеш кон луѓе. Не е ни толку битен. Дали се случило или не се случило. Пошто има свој потпис енергетски во времето во кое се случувал, контекстот на денешните работи се, например, се воодушевувам како големи забораваме дека најбитната работа е да има каде да отидеш после работа. Или после тоа што ние го викаме обврска. Јас немам работа што негде ме држи од толку до толку со саат, освен термините што сум ги избрал да ги живеам со луѓето кои во моментот имаат радио потреба, секој утро станувам и сум многу активен како енергија, како душа, како размена на само добри ствари. Таму дури понекогаш и како на третман се осеќам. Здравкица, искрено ти кажувам. Се качувам на нивото од аспект на граѓанин. Инаку некогаш и се симнувам, ама добро е чим има разлика вака кога зборам, значи има пулс. Чим оди горе-доле, сега треба малце заби за доле, ама ништо не е толку сериозно, рековме, мислам. Не. И тоа најспремно ова сум спремен да го разговарам до бескрај. Повторно би можел да бидеш во таква заедница? Па види, ако енергетските услови бараат да бидам во таква заедница, мислам дека е надмината брачната заедница како позиција на правно имотни односи, многу пречи. Како позиција на гаранција дека двајца уживаат во даден момент во иста вибрирачка фреквенција, би се потпишал, мислам, нема никаков проблем. Не е проблем. Ама само ако го дефинираме вака. Инаку, како општество, не би ми пречело да уживам и да не ме оправдува општеството. Не знам, некако сега не ќам да бидам надвор од групата, ама не правам се исто како групата. И не ме боли тоа. Понекогаш сум осеќал болка дека не сум како другите, ама откако го прифатив тоа, фантастично е, уствари, можеби не ја гледам, или сега не ја гледам, или не сум ја гледал баш перспективата која ми требала. Сега ги сакам сите други. Ти реков дека имам група на луѓе со кои сериозно разменувам и тоа последниве година дена, да речем, пошто го фаќам као белешка, ме фати грижа на совест, многу добро ми стана. И обично луѓе викаат, леле, не знам што не ми оди. Со твојата внука полниш батерии и имаш едно поинакво искуство, да кажам, во овие години дознаваш некои нови работи и живееш поинаку. Што е оно што те исполнува од тој аспект? Се кажеш ли поради нешто што не си направил ти на тој план? Никогаш. Иако никогаш не е доцна, нели? Сум се прашал, најверојатно ме прашуваш
биолошката прокреација дали ми фали. Да. Бидејќи сега ја чувствуваш на еден Поинаков Поинаков начин, да, начин, и никогаш да. не би ти викам, отворен сум за некои општи за соработка. општи многу убави ситуации, гледај што се случува. Радиово никогаш не е исто. И тоа се менува. И ме допре детскава љубов преку фегушкаме, поминуваат луѓе, поминуваат фраери и фраерки кои се во првите 8-9 години, се слушаме редовно и како растат, сме другари. И понекогаш кога е многу битно, доаѓаат, се сликаме во радио и си одат. Тоа трае минута, 5 секунди, 10 секунди. И тоа ти е најискрената публика, да. Таа варијанта, например, ми донесе дека има многу деца со кои се познавам. Неверојатно е, не збориме ништо, си кажуваме се. Страшен проток. Има деца кои за нова година, сега ме ангажираа некои брендови како Дедо Мраз, и сега помалецките им беше многу интересно дома кога се прибирам со се одделото, например, ме причекуваа околу зграда да се сликаме. И тоа никогаш не би го дознал, како дете сум го дознавал од другата страна, од оваа страна, Дедо Мраз, сакам го спомнувам за да ти споделам, Дедо Мраз само постои, он не прави финти. Например, јас кога разговарам со деца, сакам да се ставам од мојот аспект на години во нивни контекст. А Дедо Мраз само се појавува, постои и децата го сакаат, замисли. И си викам, чекам малце, можно ли е да, дека ја кога се видам на огледало, нема да си ги фаќам тие забелешките, не знам како, туку само ќе постојам, ќе си направам добар муавет. И ова едноставно е, сладолед е многу добро, си лижеш и летно време сладко е. Да, ако ви дојде и ако ви успее, пробајте го. Фантастично е. Сите сме љути дека немаме фирми, немаме многу кеш, Балканов е пропаднат материјално, страшно не, тебе никогаш тоа материјалното... Тоа сакам да ти го кажам. Јас имам друга логика, дека колата што треба да дојде да те однесе негде, не е битно дали е твоја, таа ќе те однесе. Истата кола, неверојатно е. Ова ти го кажувам дури интимно. Нема врска, ништо не е тајно. Значи, ако треба да се осетиш добро, ќе се осетиш добро. Ако треба да те погоди некоја материјална кеш, не знам каква бројка, ќе ти се случи таа и да не икеш. Не знам. Сум имал време, сум проверувал, никогаш сум одбивал нешто, демек нема пари, не знам што. Врска нема. Знаеш никогаш да се, па тоа, дали знаеш никогаш да се покажеш дека си пропуштал некој твој 5 минути, дека нешто си можел да го направиш што би ти го променило животот во тој момент? Не. И ти си го пропуштал тоа. Имаш некои такви моменти? Не ми се проидени, 5 минути тек доаѓаат. Или ги живеам 55 многу јако. Искрено немам чувство дека нешто пропуштам. Сега во последно време, ама тоа е фантастична биологија, не сум знаел волку, сега е уште побаво, знаеш, ти спомнав. Лани, ова време, бев многу љут на себе, за ова што ме прашуваш. Дека некако кариера, окей, ако го ја гледаш холивудски, секогаш нешто ќе фали. И ако се гледам како што сака контекстот да те гледа, тоа е многу опасно, тоа е неверојатно опасно. Контекстот го прават сите медиуми што ќе објават нешто, сите песни што се измислени денес. Секој автор што напишал некоја поезија, он дава контекст на денов. Ако тоа ќе искочи за 2 недели, него кога го сретнеш у супермаркет, него енергијата му е од песнава. Значи, ако била добра, добра, ако не, не. И многу ми е криво што е цело време е модерна бројката, ние паѓаме на демократија, бидејќи јас касно ја сватив. Демократијава не е најдобрата, таа е најдобрата статистика од 10 луѓе, 4 јадат месо, супер. Ама тоа дека е модерно месово да се јаде, тоа после ние го излекуваме како контекст. Во таа насока, само што се наљутив на себе, почнав да ставам на страна некои апликации да гасам, да не ми требаат. И не е толку едноставно, како кога фрлаш ствари, фрлаш гардероба од лани.
Апсолутно. И некако некои дуксови си ги носела негде не знам како и како да се врзани нешто без врска. Па да, за нешто си посебно врзан, да. Ако успееш тоа да го трнеш, секогаш ќе дојде друго нешто што исто така ќе биде битно за некое друго време. Па тоа ти е исто како што велат, една врата кога ќе затвориш, друга ќе се отвори. Додека не ја затвориш, нема да се отвори нова. Да, точно е. И тоа е така. И ова за жал функционира само кога си од страната на функционирање. Иначе кога се нервираш и не ти успева, не функционира, оти тогаш го правиш нештото за да има ефект. Всушност, ја открив дека нештата немаат ефект као што ја мислам. Секогаш кога ќе замислам, тазе заљубен сум. Се вика Марина. Имаш 6-7 месеци. Точно ми е јасна биологијата што се случува и не го злоупотребувам јасното, за да си викам сега, значи сега ќе биде добро после вака, па после не знам што. Туку се што можев да измислам во очекувања беше тапа во однос на тоа што се деси кога ќе го пуштиш. Па затоа што не очекуваш. Да, и плюс се рачунам за човек што фантазира. Не сум баш најслаб на темата, кај што вака и вака. И дури е фасцинантно таа стратегија, пошто ти е најсигурна тамо као биологија, ја добиваш како токсицин, како допамин, како некои хемии кои што прават да поминеш нивоа од себе што можда и не си ги приметил, се многу добри, фантастично е кога ги споделуваш со слично вибрирачки дух. Ја и ти сега истото го правиме, разменуваме енергија која после емисија ти нема, ја барем мислам, тргам од себе, нема да бидам како да сум дигал нешто. како да нешто морам да правам. Сега лесна е темата, бидејќи сакаат луѓе да зборат за себе и во принцип секој што ќе го прашаш за себе да каже нешто. Па не сакаат сите да зборуваат за себе. Стварно? Најавно мислам. И мене ми е страф од блам. И мене ми е страф некое утро дали ќе ме понесе контекстот на тоа и дали ќе влезе некоја пцовка, не, туку нешто на што ќе ти се насмеат сите, па тоа не прави луѓе. Иначе тоа е дел од животот. Тоа е дел од животот. Тоа е дел од Многу животот. добар дел од животот е. И банка е нешто што не може да се прескокне во твојата во твојата животна приказна. Од ноќен човек некој кој што не оставаше без пиење. Да, со Јохан и со докторот, да, не спиевме. Прекрасни девојки и колешки имам не спиено во иста вечер, понеделник и вторник. Замисли, тоа не може секој. Денес не ми се верува. Да, тоа не може секој. Али не спиено. Не спиено. Тоа е нешто што мислам дека многу е тешко да се повтори, нели? Имал среќа. Контекстот на времето е многу битен. Значи, банка е нешто што остави навистина силен печат во радискиот етер и нешто што тоа се фаќа и тоа не се правеше затоа што бевме многу платени. Искрено да ти кажам. Туку од кеј? Па после почнавме да правиме многу пари со банката, ама немаше врска дали е многу платена или не. Врска нема одплатена. Мислам дека не само од кејф, туку никогаш контекстот ќе се погоди времео, другариве на плажа, па и да не врне, па и да е на почеток на месецот, сега сите да имаат пари некако, сваќаш некои контексти што немаш. Сите куцки беа склопени, да. На австралијанец би му изгледале различно символите. Јас едно 15 на години за помладите генерации или оние кои се вртат помалку се пати на планета, иначе млади, стари, сумњиво е, некои стари се многу млади, некои млади знаат да бидат стари. Да се вратам, значи, пробавме во короната да ја реобновиме. Ама го пробавме тоа, мислам дека од две причини, сега вака малце подалеку кога ќе се видиш, се гледа дали си добро шишан или си се занесуел. Фантастична е тројкава, Јохан ми е еден од концептуалните уметнички другари. Дарко Мјалковски исто. Дела во моментов актуелен ми е, него ставам бидејќи уште се трошиме. Има некои луѓе со кои многу добро сум поминал и никогаш не ми излажал филмот дека правиме нешто неинтересно. Банката ни даде дозволи за мрдање во времето на корона, го рехабилитиравме, проектот се вика Повраќање на отпишаните. Има YouTube канал
Ама го застанавме бидејќи алатките ни фалеа, односно ни фалеше холограм, ни фалеа некои ствари што кога беше актуелна, таа беа импрегнирани сите најнови технологии. Сега не можевме да го оствариме тоа поради продуцентот. И нема да ти кажем поише, бидејќи ќе му попречам на човекот, не е дека он не сака да биде, туку дека ти сакаш плави дечковци, а јас, другарка ти сака темни. И двајцата сакате најбољи дечковци. Не беше за боја, ама беше за нешто што би правило пречка негде натаму и сега ти кога веќе јас знам што ќе се случи у среда и у понеделник и вторник ми е малце чудно. Ме разбираш? Да. И сега ова ти е вака најискрено вадење од бубрек што се вика, како да си седиме и никој да не гледа. Може би во некое следно време, искрено да ти кажам, енергетски истото го развиваме, се од време на време правиме дружби. Значи ќе се случи реинкарнација на Ебанк. Па обично кога ќе се сретнеме... Да не биде во отпишаните, нели? Не. Повраќање на отпишаните дзирни, многу е комично ова што ти го зборам. Има знак кој си го објаснува своето, значи добрата идеја е добра идеја. Таму само кога ќе се осетиме најболje, сигурно ќе се склопат коцки. Сигурно. А може и не. Може да би било толку доволно и го прифаќаме тоа. И да го памтиме како такво, да. Се уште има луѓе кои сериозно ме запознаваат со деца кои се произведени во момент додека ние сме се зезали. Трала Ебанка, да. Фантастично. Феноменално. Мислам дека публиката со нетрпение очекува да те слуша и да ги будиш рано наутро, бидејќи од една ноќна птица сега си во некој друг филм веќе неколку години. Да, утренска, Сити радио секое утро. Јас од 6:30 веќе правам склекови на радио. Во 7 стомачни, едно 105-60. Во 7:30 стоиш на раце. Будам луѓе, стојам на раце, стојаме на прозор, се испраќаме со луѓево на работа и некаде околу 8:20 пијам кафе, тука влегува Романова, тука влегува Сања, тим, огромен тим не, ама тим кој го одржуваме за наши услови и сакаме да биде некако што прават другите. Не само радија, туку и вака концептуално. Ова е основна, како да кажам, сакаме 5+. И го прифаќаме предизвикот и знаеме дека е тешко, ама многу е подобро ако е тешко. На крај. Така. За жал времето ни е ограничено, ете овој пат. Не зарем ова емисијата. Мислев се загреваме и дека сега. Да, ти мислиш дека ова е интро, нели? Не ти правам финти, мислев контекстуално вака го местиш ова, чекам знак да ми дајде. Он ти е многу разголен. А зашто се укупачи камермани? Многу топло за тоа. Океј, не, културно прашувам. Значи, знае кој ќе биде гостин. Викса, добар бицепс колега, добар. Од срце ти се заблагодарувам за одвоеното време и се гледаме во продолжение, нели, на твојата животна приказна. Кога ќе дојдат 5 минути, ќе те викнам 100%. Кога ќе дојдат 5 минути, сам ќе ми кажеш и да не престанеш да возиш ваков филм уште 50 години. Ти си ми у топ 20, така да секако ќе знаеш ако има нешто интересно, 100% А имаш и топ листа, значи. За споделување, да. За споделување. Да. Ти благодарам уште еднаш и ќе им се заблагодарам и на нашите гледачи и многу ми е драго што не го потрошив моето драго време било како во овие 45 минути. Ја се надевам дека и сте вие и ве поканувам следната сабота во истото време на истото место.